Драги пријатели, браќа и сестри, честит Илинден. Честит нека ни е најголемиот македонски празник, Светилија Илинден. Нека е вечен споменот на комитите, на партизаните, на тие снажни мажишти жени кои се бореа за нашата слобода. Епска е нашата столетна борба за слобода, во која се нижеа падови, но и победи. Една ретка крвава драма препочна со страдања, горчина, треперења и мирис на барут, кој подеднакво ја пратеше и нашата копне за слобода и верувањето во идеалите. Првиот Илинден е светол, иако Крушевската република беше крваво задушена, а неуспехот да се ослободиме беше страдањето кое македонците го прифатија и се носеа со него затоа што не престанаа да веруваат. А знаеа дека таа борба за своја држава вреди. А успехот дојде 40 на години по првиот Илинден, оделотворен во Асномска Македонија. Македонија на Ченто, на Петре Пирузе, на Михајло Апостолски. Една цела плејада на херои кои ја креваа главата гордо високо, кога многумина им велеа дека треба да клечат. Но ваквата историска читанка ни вели дека Македонија и македонците секогаш, без оглед и на периодите, на очигледна слабост на капацитетот на елитите да водат во дадените моменти, раѓала поединци чии дела ечеле во немиот простор на суровата реалност на безпаќата. Обезнадежноста на духот на нацијата и безвозноста да се продолжи борбата. Тие поединци ја правеле разликата од останатите и биле примерот во кој народот верувал и по кој тргнувал во борба да го отсонува својот собствен сон. Овие татковци на нацијата ја пишуваа нашата историја и го водеа нашиот народ. И тие не клечеа, не се колебаа, не тргуваа со светите работи за нашата кауза. Нивните имиња денес ги изговараме со особено чувство на почит и со трепет во нашите срца. Затоа што тие веруваа во идејата која многумина се откажуваа. Ако некој се посомнева во нивната припадност, за тоа кои биле и што биле, нивните коски се расфрлани насекаде низ оваа земја и тие извираат и живеат во нашите сеќавања, во раскажувањата на генерациите кои доаѓаат потоа, а нивната слава е неизбришлива. Делата на овие луѓе ја создаваа Македонија и затоа незиното постоење нема цена. И ако прашањето е на што сме подготвени да направиме за да Македонија опстои, треба да знаат дека ќе ја платиме секоја цена за да го зачуваме непроценливото, а тоа е нашата Македонија. Драги пријатели, она што денес не се случува со нашата Македонија е едно историско дежаву на сите аспирации на дел од соседите кои безмалку во различни облици не прателе како проклетство низ вековите. Не е проблем што тие удираат, но болката е што однатре Македонија е распродавана. И тука немаме ние некаков идеолошки судир, туку постои математичка пресметливост на владеачката елита, која преку трговијата со најскапото ја задржува власта. Власта за мене е одговорност да се води. Власта за оваа моментална елита е да ја крадат нашата Македонија. И затоа во овие 5 години оваа власт е најразорната атомска катастрофа која Македонија во не само економски, туку политички контекст ја уназади деценијски, правејќи штета по нашите стратешки позиции за кои ќе бидат потребни нови децении заедничка битка за да се повратат. И кога тргуваа со заедничкото за нивната лична корист, губиваа духот на македонецот, губиваа тој ентузијазам за новата држава кој полека прерасна во разочарување. Губиваа сонот на тие момчиња и девојки кои ги веа македонските сонца тој 8 септември. Ја убиваа секоја надеж дека можеме поинаку, секој план, секоја прогресивна размисла за потрага по колективната среќа.
која без исклучок завршуваше со желбата да бидеме признаени македонци од Македонија како дел од европското семејство на рамноправни народи. И сега кој е повеќе за Европската унија? Ние кои треперевме за идејата да имаме своја независна и суверена држава, Македонија, која ќе биде дел од семејството на Европската унија со зачувано достоинство, име и идентитет, или овие кои сега ја водат земјата, а кои нема европска вредност која не ја погазија, поплукаа, или идентитетска вредност која не ја начна или истргуваа. Само со една цел, за да продолжат со богатење на грбот на народот и неговата колективна среќа. Драги пријатели, денес би сакал да говорам малку и за стратегијата на власта преку која сака да постигне две значајни цели за нив. Првата, да ја обвини Европската унија и меѓународната заедница дека тие се виновни за ова што и се случува денес на Македонија, а не неспособноста, поданичкиот и предавничкиот карактер на власта, и втората цел е да го нападне ВМРО ДПМН и коалицијата дека недоволно се бори за македонскиот национален идентитет. Сигурно си го поставувате прашањето како тие би ја реализирале првата цел, кога вакви политичари, безрабетници, кои коленичат каде стигнат, Македонија нема ниту чуено, ниту видено во својата независност. Ке ве подсетам, драги пријатели, браќи и сестри, на нападите во медиумите од страна на владините гласноговорници кон поранешниот француски амбасадор во земјата, господинот Тимоние, кога Франција бараше измена на предпристапната методологија. Или пак месеците потоа кога цела Европска унија и врвните политичари од Европската унија беа виновни затоа што добивавме вето. Тоа е инженерингот што криминалната власт изминатите години го правеше. Преку платените гласноговорници обвинуваа и ја убедуваа јавноста дека Европската унија не е виновна за неправдата, создавајќи преку таквата кампања во народот гнев и недоверба кон Европската унија, а позади завесата го подготвуваа завршниот чин на предавството кое го завршија оваа година и се разбира, во целиот тој период не престанаа да крадат и да го плячкосуваат народот. Втората е да го нападнат ВМРО ДПМН и коалицијата дека недоволно се бори за македонскиот национален идентитет преку сопствени инсталации во опозицијата и помеѓу македонскиот народ, а кои се ништо повеќе од полусвет за кој што ќе зборува малку подоцна. Не смееме, браќи и сестри, да конзумираме од измамите на власта и нивните лакеи во опозицијата. Не е виновна Европската унија за ова што денес се случува на Македонија и македонскиот народ. Виновникот има име и презиме: Пендаровски, Ковачевски, Османи, Заев и така натаму. А политичката партија, која што е извор на сите овие порази и предавства, има име и се вика Социјалдемократски сојуз на Македонија или СДСМ. Драги пријатели, недалеку од овде има 3 фабрики кои потекнуваат од Европската унија. Илјадници наши сограѓани своите семејства ги хранат директно или индиректно работејќи во или со тие фабрики. Илјадници граѓани на Европската унија годишниот одмор го поминуваат недалеку од овде, на Охридско-Струшкото крајбрежје. Да бидеме супер домакини, честни и честити како што може македонецот да биде. Вредни и скромни, секогаш пријателски расположени, па следната година да ги убедиме повеќе туристи од Европската унија да ни посетат. Ве молам да не дозволиме на инсталациите на власта тие лакеи во форма на полусвет да не поделат и фрагментираат. Тие се платени со вашите пари, вашите крадени пари или пак се уценети и чекаат милост од власта. Ки си го поставите прашањето кој е излезот? Излезот е избори и мнозинство на ВМРО ДПМН и коалицијата во парламентот како гаранција дека Македонија ќе го врати загубеното. Тоа е единствениот пат. А колку реално им значи народот, се гледа по тоа колку прифаќаат да го чујат неговото мислење.
референдумот за отфрлање на асимилацијата која тие ја прифатија. Е добра можност ова елита да покаже колку го вреднува ставот на народот, дури и тогаш кога поинаку мисли од него. Бегство од референдум на владата е бегство од народот и доказ за тоа колку големо предавство прават за својата земја и за својот народ. Референдумот е огледалото на нивната немоќ, на нивниот морален хазард. И за тоа, како бегајки од референдум, сакаат преку трупа жедни преку езеро на мала врата да го пренесат народот, без да имаат обзири за тоа каква катастрофа прифаќа. Јавно повикувам да поддржиме референдум. Сите заедно да повикаме и на народот да му дадеме шанса да донесе одлука. И сакам тука да потенцирам уште еднаш по кој знае кој пат. Народот да биде спокоен, без оглед на тоа што ќе смисли оваа власт како обструкција или отпор за референдумот. Гаранцијата, блокадата и чувањето на уставот од страна на пратениците на ВМРО, ДПМН и коалицијата се факт и тоа останува. Нема промена на уставот под овие околности по ниту една цена. Драги пријатели, не сме да постои разочарување, ниту па губење на надежда. Поединците за кои на почетокот зборев, не ја губеле вербата и во најтешките времења воделе храбро. Таквите тивки херои постојат и денес, и тие се нашата надеж. И таквите луѓе се секој еден од вас, кои со искрено срце ја сака Македонија и посакува државата да престане да губи. Вие, врз чии плеки се крепи државата и кои не барате ништо повеќе од само малку достоинство и изгледи за иднина. И знам дека ги живееме најтешките времења од независноста до денес, но работите никогаш не биле појасни. Во периодот кој што следува, власта ќе продолжи да крева прашина, димни облаци за тоа дека тие биле проевропската унија, а сите кои не се како нив одработувале за трети држави. Сум чул во политиката многу манипулации, ама ова е некако најпровидната лага до сега. Од кратци како овие на власт, европејци не бидува. Втората работа која ќе се обидат да ја прават е да не прикажат за радикали и да внесат етничка поделба. Не верувајте ниту во ова. Нашата љубов кон Македонија не значи омраза кон некој друг, туку подадена рака кон секого заеднички да се бориме против власта која носи проблеми, кои и за сите се буквално исти. Впрочем, патриотизмот не значи национализам. За овие намери на власта задолжени се, внимавајте, оние инсталации кои треба да се представуваат како се друго, само не она што навистина се. А тоа е продолжена рака на власта на СДСМ и ДУИ. Тие инсталации се најподлите, или што би рекол Прличев, в лице светци, в срце волци. Таквиот полусвет, дебело финансиран или уценет од власта, има за цел да внесува раздор во македонското ткиво, да стимулира жолт печат и невистини, да создава експлозија од ниски страсти и да го довлекува внимание. Со други зборови, драги пријатели, тој полусвет на СДСМ и ДУИ постои за да се занимавате со ВМРО ДПМН, за не се види дебаклот на власта. Тој полусвет се отпадоците на власта, недобрите чираци на срамното сценарио на релативизирање и рушење на секаков отпор. Една шака платеници, друга шака уценети одработувачи, кои ќе сакаат да внесат сомнеж во секој еден кој се бори против предавствата и болната реалност. Бидете предпазливи. Тие не се моќни за победа, но имаат сила да внесат сомнеж во секоја прогресивна сила која што се бори за Македонија. Најдобриот одговор на сето ова е обединувањето. Затоа колку тие ќе се обидуваат да фрагментираат, да не поделат, толку ние повеќе треба да се обединиме. И тоа обединување да не е така колку што да биде, туку да е не на принципиелна основа, каде подаваме рака кон секому на кој Македонија му е на прво место. И секоја друга наша разлика е помала од оваа наша појдовна
основа и мотиви. Да бидеме сите како едно. Затоа одговорот на поделеноста и фрагментирањето е обединувањето. Национално и политички. Обединети партии, здруженија, синдикати, поединци и организации, сите против оваа корумпирана ненародна и предавничка власт предводена од СДСМ и ДУИ. Сите против оние кои ја одземаат колективната среќа и иднина. Обединување засновано на нашиот сон за Македонија. Да ја вратиме енергијата, да ја вратиме Македонија, да го вратиме изгубеното и да создаваме иднина. И да, можно е сето ова. Како што и линденците, впрочем, не се откажа. И не заборавајте, имаше прв, имаше втор Илинден. Третиот Илинден беше 8 септември 91-та. Да се избориме за уште еден нов Илинден, каде ќе имаме победа на Македонија. Над сите неправди, инсталации и сили кои што не влечат надоле. Илинден не учи дека нема откажување и дека борбата е константа, а љубовта кон татковината е најголемата сила. Затоа и Македонија ќе победи и ќе одиме напред. Пламенот е разгорен, промените ќе се случат. Честит Илинден Македонијо. Македонија е вечна, да сте ме живи и здрави. Ви благодарам.